А ние се селиме не многу далеко од Кочани, бидејќи на линија би требало да ги имаме Звонко Пеќевски, градоначалникот на Берово. Добро утро, господине Пеќевски. Добро утро, господин Ордановски. Добро утро, гледачите на утрински брифинг. Се надевам дека кај вас е ситуацијата подобра. Всушност ги гледам официјалните цифри. Вие сте можеби една од ретките општини во кои што како стоите, ајде да ве прашам, со заразеноста и со целата ситуација со овој вирус? Значи, согласно последните податоци кои ги имаме добили вчера официјално од епидемиологот кој е одговорен на подрачјето на општина Берово и Пешчево, господја Сузана Каракашева, значи на подрачјето на општина Берово се уште немаме евидентирано позитивни и заболени од COVID-19. Кажете ми, дали тоа ги опушта граѓаните или сепак се внимава на тоа како се однесуваат, како се движат, со кого се дружат и така натаму? Ценам дека сепак граѓаните на општина Берово се крајно одговорни, како и досега, значи секој пат не се опусти, него напротив ги почитуваат мерките донесени од страна на Министерството за здравство и владата на Република Северна Македонија и на тој начин досега овозможуваме да држиме состојбата на нивото кое го имаме во Берово во моментот. Имате сите стела со кои што располага општината, кризни комитети, се прават сите неопходни мерки, бидејќи има еден цел сет на мерки кои што општинарите го спредуваат од дезинфекции до редовни комуникации и така натаму. Општината ваша не е голема, меѓутоа со каков капацитет работите деновиве? Редуцирани сте, повеќе се работи од дома, има интерес кај граѓаните, како стоите на тоа ниво? Значи, согласно препораките, на 17 е формирано координативно тело за справување и превенција со COVID-19. Инаку мерките се преземени уште порано, значи негде од почетокот на март, поточно од 6 март веќе имаме редовно пролетно миење на улиците, кое потоа во континуитет со препораките кои беа донесени, во континуитет продолжува од 17 натака до ден денес редовно, значи сите населени места се офатени со мерките, дел се уште не се целосно завршени, бидејќи во меѓувреме имавме временски неприлика, да речем, врнење до 6 кое ја забави дезинфекцијата во неколку населени места, меѓутоа од вчера веќе продолжува акцијата, редовно се перат улиците, се преземаат сите неопходни мерки за да можеме да спреме на вирусот. Господине Пеќевски, јас ви благодарам и се надевам дека така и ќе остане. Вие сте една од поретките општини каде што практично се уште немаме заразени од вирусот и тоа е нешто што е прилично релаксирачка информација за вашите граѓани, нашите сограѓани од Берово. Се надевам дека со временско подобрување граѓаните сепак ќе издржат да седат дома. Како предвидувате за викендов? Ќе има ли зголемена нервоза кај граѓаните, бидејќи ќе мора да останат дома? До сега, сакам да укажам дека во најголем, значи сите мерки кои се донесени, полицискиот час се почитуваат од граѓаните на општина Берово. Верувам дека така ќе остане и можеби во дадени моменти кај одредени сектори ќе предизвика нервоза во остварувањето на нивите, особено знаете Берово е подрачје кај што доминира земјоделското производство и со тие ограничувања дел од земјоделците сега со мерката се веќе им е овозможено да се движат и во време на полицискиот час. Имам само еден апел, поточно молба до сите граѓани на општина Берово, како и досега, да останат дома, да се однесуваат одговорно и дисциплинирано, бидејќи само на тој начин можеме да го спречиме ширењето на вирусот. Така е. Еве и ние се придржуваме на апелот на господинот Пеќевски, градоначалникот на Берово. Ви благодарам. Се надевам дека нема да имаме потреба за некои лоши работи да се слушаме со Берово.